Нема служба во црквата, браќа и сестри, во која нема спомената Пресвета Богородица. Сите сме свесни дека таа не е Бог, меѓутоа таа го роди нашиот Бог и Спасител. И затоа толку е честена од устите на сите нас, затоа што е поблиска отколку нашата мајка. Господ, каде што сакам таму се прекинува да важат законите на природата. И тоа многу пати се го кажувале, многу пати и чудеса Божи се гледаат. Меѓутоа, Господ дава да прави чудеса и Пресвета Богородица и неговите светители, затоа што во негово име го прават тоа. И Пресвета Богородица и светителите се свесни дека самите како луѓе не може да ги направат тие чудеса. Меѓутоа, во името Божие и Пресвета Богородица и апостолите прават чудеса и светителите денеска прават чудеса. За такво чудо зборуваме и на овој ден, како нарекуваме живоприемен извор, кога Пресветата Богородица исцелува слеп човек за да ја види светлината на денот. Во Царството Божие ние цели ќе бидеме, секогаш ќе бидеме цели, значи без недостатоци. Тоа е многу важно, од тому и доаѓа зборот целовитост. Цел да биде, значи совршен да биде човек. Така како што Господ го замислил да биде створен и да го достигне подобието. Тоа е друго што ние си го прекинавме тој развој и не стигнуваме уште за време на овој живот да станеме совршени. И ако не бевме предвидени толку краток живот да имаме, туку да имаме, Адам е создаден за да биде вечно битие. Меѓутоа, по неговиот грев, прекината е таа вечност, за повторно да ја добиеме преку новиот Адам, а тоа е Христос, да добиеме преку неговото воскресение, кој ќе биде општо воскресение за сите. Затоа, браќи и сестри, ја почитуваме Пресветата Богородица. Таа е најблизу. Ако може некој да рече дека е најблизу до Бога, таа е најблизу. Меѓутоа, таа е мајка на нашиот Христос, ама и наша мајка. Таа не раѓа сите нас во Христа, зашто сите ние во Христа се крштеваме, така пееме, така слушаме, во Христа се облекуваме, ама таа го роди Христа. Значи таа не раѓа и нас за вечен живот. Затоа ја почитуваме и затоа ја сакаме. И Пресвета Богородица добива од Синот свој таква власт. Значи не таа нејзината волја е докажана и покажана дека вели нека биде Господовата волја. Не прави таа што сака, туку што му е на Бога угодно. Меѓутоа, Господ и дава власт таа да исцелува. И денеска многу луѓе можат да речат, да си помислат барем, Пресвета Богородица кој исцелува слепиот на денешен ден. Да, Пресвета Богородица го исцелува, ама со силата Господова никогаш да не заборавиме, дека ни приговараат некои од оние кои се водачи на секти,
дека ние ги почитуваме повеќе светителите, иконите или не знам, многу малку Господ. Не е вистина. Ние знаеме дека се доаѓа од Господ. Тој е извор на енергијата. Меѓутоа ги дава во мандат на неговата мајка, на светителите. Ги дава да може преку нив да действува енергијата Божија. Тој се смири до таа мера да биде на крстот, а распан заради нас. Сега и да го даде цялото богатство, мислите, повредно од неговиот живот што го даде. Значи, се за нас е се. Ако тоа го разбереме, исто така како ако децата сватат дека цело богатство кое го стекнуваат родителите, ќе остане за децата, ако бидат добри секако, и ако имаат ангел благослов, така исто и ние, христијаните, кои сме чеда Божи, треба да знаеме и да осознаеме барем, ако не знаеме во моментот, дека се нам ни припаѓа. Се што може да видат очите, а не гледаат многу, зашто многу мал дел од Вселената може да видат очите. Се ни припаѓа нас. Не во посредништво, како што знаете, кога е делеле Америка, кога стигнале од доселениците и кој појќе ќе истрчам, толку појќе простор ќе си заземат, и затоа сега имаат огромни парцели во Америка. Не така, туку на начин Господ да очекуваме дека ќе ни даде оно потребното. А тоа е потребното дали ги бидиме господари на 2-3 планети, на 2-3 звезди, на целиот универзум е наш. Зашто душата човекова е микрокосмос во макрокосмосот. Така да наточите. Значи мал свет во големиот свет. Ама многу простор, тој голем свет не може сам да се управува. Потребно е да го управува некој, сега Господ го управува. Може да не го додели нас да го управуваме. Привремен или трајна управа. Ќе видиме како ќе видиме. Дозволено е со други зборови да фантазираме помалку за иднината и да не напуштаме основните принципи, а најважен од сите секако е воскресението Христово. Христос воскресна еднаш за секогаш. А тоа значи дека во времето може да воскреснува уште милиарда пати и воскреснува. Ама во вечноста еднаш воскресна за секогаш. Нема потреба втор пат да воскреснува вечно. Нема потреба зашто кој не дали може да постои второ воскресение во вечноста. Ние ги броиме овде прво воскресение, велиме на Велика сабота, второ воскресение на вечерната, на воскресение на самиот ден. Ама тоа е во овој наш свет кој се уште има време. Во вечноста не знам дали ќе биде тоа возможно, зашто се еднаш се случува, ама за сите векови истовремено. И за минатото, и за иднината, едно е воскресението Христово. И нема потреба два пати да воскреснува. А што значи нема ни потреба два пати да оди на крст? Ама ако некој побара или има потреба, односно не да побара, туку заради неговиот несразмерен живот што го води да се распни Христос еднаш тоа вечно го прави, ама секогаш може да го прави во времето. Да не кажам и два пати дневно. Ете, браќи и сестри, во суштина да ви поменам дека на црквата која ја градевме овде,
која знаете дека е срушена, го носеше името токму на овој празник живопримен извор. Затоа го седовме да го славиме постојано и секоја година во црквата како втора слава, секако манастирот е посветен на Свети Јован Златоуст, меѓутоа, бидејќи втората црква која првата уште не имаме ни почнато, но втората помалата црква беше посветена на живопримен извор, затоа денеска го славиме овој празник, го славиме секоја година, непрестанато, значи од 2004 година, кога е срушена црквата, до денешен ден да славиме и отславиме овој празник и то, како што знаете, литургиски. Тоа е важно да го сватиме и да го разбереме, дека животот во црквата ни носи нови предизвици, ама во суштина е толку обдарен, толку дарови, што сите имаме полза и од искушенијата кои имаме. Имав намера да ви кажам уште некој збор за тоа зошто Господ не го прави чудото сам доку го дава на Пресвета Богородица, да речеме на овој слеп човек. Меѓутоа, сега можеби ќе одложам многу проповедта, во друга прилика ќе зборувам и за тоа секако, а сега вас ви посакувам Господовата милост ќе биде на вас и во сите дни на вашиот живот. Исполнете Господа.